Здраво и добродојдовте на каналот на Таротот на убавото изненадување. Срдечни поздрави од вашата Лејди Джи. Дали ви се верува ова, драги мои, уште само 2 месеца и годината помина? Ни доаѓа прекрасно време во годината, време за топло какао, или топло чоколадо, или за силно жешко кафе и вкусни пити. Едвај чекам да започне. Уште ако имаме снегче годинава, на вистина ќе славам. Нема врска, јас секако ќе си славам. Денеска ќе имаме гледање за месец октомври. Многу убави луѓе се родени во овој месец, така што среќен роден ден на сите ваги. Ми се чини дека единствено вагите се тука, не. Тука има и малку од Шкорпија, така што вага и Шкорпија, да. Епа среќен роден ден на сите вас кои го славите роденденот во октомври. Како што правиме вообичаено, ќе поставиме неколку прашања на таротот за да откриеме што треба да правите, а што не треба да правите, како ќе се чувствувате во текот на октомври и многу други прашања. Ќе видите. Ќе биде интересно. Епа, ајде да започнеме. А пред да започнеме со гледањето, треба да си одберете група. Ова е групата број 1, ова е групата број 2 и ова е групата број 3. Ако случајно не сте сигурни која група да ја одберете, можете да ги проверите 2 групи, па дури сите 3 гледања да ги изгледате, па сами да си одлучите која е вашата вистинска група. Уживајте, започнуваме. Почнуваме со гледањето за мојата драга група број 1. Епа, драга моја група број 1, моментално гледам многу љубовна енергија распространета околу вас. Особено сте мили и љубезни кон сегашниот или кон потенцијалниот партнер, исполнети со страст и возбуда, го сакате секој Божји ден. Секогаш сте насмеани, постојано флертувате. Ми се чини дека се уште не сте заедно, или барем се уште не е ништо сериозно овде, ама е толку исполнето со љубов. Срцево ми се топи кога ве гледам вакви, драга моја група број 1. Универзумот ве поддржува и затоа уживајте во вашата љубов. Ова секако е можно после грубата лекција што ја добивте минатиот месец, односно септември. Малку фалеше да завршите со погрешна личност, додека длабоко во себе веќе си знаевте дека личноста со која сте сега е вистинската за вас. Онаа другата во септември, во суштина пријателката на оваа со која сте сега, се обиде на толку многу начини да ја промени историјата на вашиот љубовен живот и малку и фалеше да успее. За среќа победи правдата. Па така, откривте многу работи за кои не сте знаеле предходно, а од ваша гледна точка изгледале многу поинаку. И да не се одлучевте да направите муабет, а можно е муабетот да го правила и вашата сегашна личност, еден од вас двајцата, и да ги расчистите работите, немаше ништо да ви биде толку јасно како што ви е во моментов. Ова пред се беше можно заради вашата чиста и љубезна душа. Длабоко во себе, вие верувате дека правдата секогаш победува. Дека се треба да се работи на фер и правичен начин, а како што знаеме, светот и универзумот функционираат на принципот на огледало. Па правдата е присутна во вашиот свет во најголем број случаи. Ова ќе се случува, ќе биде, освен ако, односно додека, вие самите, свесно или несвесно, не одлучите да делувате
на нефер начин, погледалото ќе ви го донесе токму тоа назад. Во оваа ситуација за среќа имавте јасна слика за тоа што го сакате и вашите намери беа фер. Октомври ќе биде целиот поврзан со љубовта, со големо Л, драга моја група број 1. Од првата карта дознавме дека веќе ја познавате личноста, таа е во вашиот живот, дури ако е тоа само енергетски, но верувајте ми кога ќе ви кажам дека е тука. Ако не сте се сретнале физички, да си се подготвите, ќе има средба. Обавезно да направите прочистување од сите проблеми со кои сте се соочувале во претходните врски, за да влезете во оваа врска со добри намери и чисто срце и ум. Сватете која била точно вашата улога во претходните врски и дали треба нешто да промените. И направете го тоа бргу. Пред се, исполнете се со љубов и бидете опуштени. Вие сте божицата или богот на вашиот универзум. Вие знаете што е најдобро за вас и универзумот ќе си го заврши својот дел од работата и овој пат ќе ја привлече вистинската личност за вас. Жал ми е што ќе ви кажам, ама верувам дека веќе и самите сте свесни за ова, дека ќе се разделите од една љубезна и мила, но истовремено премногу емотивна и прилично тешка личност, најверојатно се работи за жена. Може би е и маж со овие особини. Се работи за општо гледање, така што одберете си го соодветното за вас. Да, знам. Некогаш постојат оправдани причини за разделба со некои луѓе. Имате толку различни енергии, драга група број 1, а сигурна сум дека и двајцата имате прекрасни особини. Сепак, едноставно кажано, премногу се разликувате. Она што ќе ве воодушеви е како разделбата ќе биде исполнета со толку многу љубов, како кај никоја друга врска во вашиот живот. Дури на моменти ќе се двоумите, да не грешите што се разделувате, но целата ваша долга историја и се што се случуваше едноставно ќе ве однесе на различни патишта и вие сте потполно свесни дека ова мора да се случи. Ќе бидете благодарни за нивната улога во вашиот живот и ќе почувствувате дека ова е совршен пример за тоа на кој начин луѓето би требало да влекуваат и да излегуваат од нашиот живот. Да се надеваме дека многу повеќе души ќе се разбудат и ќе научат да се сретнуваат и да се разделуваат со љубов, почитување и достоинство. Во моментов, кога ја погледнувам повторно картата, добивам некој чувство дека овде може да се работи за извесен дел од вас самите. За некој ваш начин на однесување, нешто кое не сакате повеќе да си го правите ниту себе си, ниту на другите во вашиот живот. Размислете и за таквата можност, драга моја група број 1. Ке се посветите на вашата страст за активност, може да е нова работа во прашање, нова кариера, некои општествени активности, ќе станете целосно различна личност, многу поактивна. Во текот на овие промени може да налетате на многу јак колега, подучувач или лидер, кој ќе ви помогне да се организирате себе си многу подобро и да завршите многу повеќе работа за пократко време. Ќе бидете изненадени колку лесно било така, кога некој ќе ви покаже поинаков начин на организирање на вашето време и на работата. Чувствувате веќе известно време дека универзумот ги подредува работите за вас и дека нешто добро треба да ви се случи. Знаевте дека за да се случи ова, ќе мора да надминете некои пречки, како погрешен начин на размислување, некои енергии со ниска вибрација, да си го отворите срцето, а особено да ја зајакнете чакрата на соларниот плексус, бидејќи нивото на самодоверба ви беше многу ниско, драга моја група број 1.
Сега, откако го знаете ова, очекувајте во октомври да пронајдете не само љубов, туку истовремено и бројни различни активности, најчесто поврзани со работата и со кариерата. А ќе има и парички да ви израдувам. Приметувам дека во најголем дел од животот сте растеле под среќна звезда. Па работите сами си се местеле, не сте морале премногу да се замарате со размислување, да работите напорно, некако се само си доаѓало во ред. Сега, за разлика од тогаш, барем овој месец, октомври, Таротот ве советува за сите работи кои многу ви значат, малку повеќе да се потпрете на себе, не само на помош од надвор. Има некоја работа која во овој месец мора да ја направите целосно сами. Најверојатно се работи за некаква информација која во моментов ви недостасува, за чие откривање вообичаено вие би препуштиле да си работи среќата. Советот е или да пронајдете професионалец да ви помогне со ова, или самите да го побарате неопходното знаење и информации, но ве молам да не го оставите само така да си помине. Инаку, ќе се најдете во позиција да мора да правите се одново следниот месец. И тогаш, верувајте, ќе ви биде потешко, бидејќи и другите тековни обврски ќе ви најдат и ќе ви стане премногу. Затоа сторете го тоа во октомври. Во врска со претходната карта сега веќе гледам и потврда. Некаков подучувач, учител, курс или некаква организирана форма на едукација ќе се појави за вас, а ќе биде токму она што ви е неопходно. Прифатете со расширени раце и без размислување. Започнете веднаш. Верувајте ми, дури и ако самите не сте свесни, па не забележите веднаш, ќе ви се појави тоа неколку пати во животот, бидејќи е многу важно да го сторите сега. Најдете начин да се запишете, ќе ви треба во следниот месец. А ако не се запишете, ќе ви биде жал што не сте биле внимателни во октомври. Мора да се разбудите и да работите малку повеќе на вашиот проект, или ако ги имате повеќе на вашите сегашни проекти. Се приближува крајот на годината и некои луѓе веќе си прават сумирање на своите резултати. Секако ќе мора порано или подоцна и самите да се соочите со ситуацијата и да ги забележите резултатите од вашиот труд. Картите ми покажуваат дека сега е моментот кога треба да бидете целосно посветени на вашата работа и проектите. Универзумот ќе ве поддржи со обезбедување доволно идеи, енергија и вистински луѓе во околината. Ми се чини дека октомври и следните неколку месеци ќе бидат клучни за вашата кариера, така што сторете го тоа без одложување. За неколку месеци ќе бидете среќни што сте го направиле. Како што веќе ви кажав, ќе имате огромна поддршка. Можно е од една страна, вие да сте лидерот на групата во проектот и вашите колеги да бидат професионални и многу добри во својата работа и за своите позиции, па нивната помош да ви биде од непроценлива важност. Другата можност е вие самите да сте започнале нешто одново и некој поискусен да ви биде во близина, да ви го покаже начинот на работа, да ви даде поддршка секогаш кога ви треба нивното знаење, мудрост и искуство. Како и да е, најважното е дека ќе имате поддршка и треба да му верувате на универзумот и да го следите одбраниот пат, бидејќи ќе ве одведе до успех. Сега е вистинското време. А во врска со претходно кажаното, како резултат на сите тие активности, гледам акумулирање на убаво богатство во вашиот живот. Ми делува како не само вам, туку и на сите од вашата околина да им оди добро. Кој да е со вас, околу вас, пријатели, партнерот, семејството, најтесниот круг, исто така на сите нив им оди добро.
Доаѓа времето на изобилство, разбирање, љубов и поддршка и секако дека ќе уживате во него. Можно е да работите напорно и некогаш на вистина да бидете уморни, но најчесто се работи само за физички замор, бидејќи ќе бидете потполно свесни за целата љубов и поддршка што ја имате околу вас. Сега веќе ми е јасно дека ќе затворите некој поглавје во вашата кариера, го дадовте најдоброто од себе, задоволни сте од резултатите и тука ќе ставите точка. Не бидејќи не ја сакате работата, не, напротив, баш напротив. Вистински искрено ја сакате, драга моја група број 1, но таа нова работа за која зборувавме претходно, тој нов предизвик, толку ќе ве окупира, што ќе ви стане јасно дека денот има само 24 часа и дека не можете да ги работите и двете работи истовремено. Мислам, вие можете, но нешто, или подобро речено, некој при тоа ќе изгине. Добро сте одлучиле. Ве гледам, драга моја група број 1, дека сте како мало дете. Така треба, кога откривате нешто ново. Веќе откривме дека ќе имате поддршка, па со среќа. Можно е веќе да знаете, драга група број 1, дека вие сте главниот креатор во секоја област од вашиот живот. Овој пат го разгледуваме вашиот љубовен живот, ќе ги замислите сите ваши несакани мисли, како се растопуваат во светлината, создавајќи простор за нови интересни можности. Вие самите подсвесно веќе го имате започнато процесот. Се сеќавате кога рековме дека ќе напуштите некоја личност или некој дел од себе? Тоа веќе го правите. Откривте дека најдобро е сите работи да се прават со љубов, љубезност и почитување. Дозволете на светлината да ги раствори негативните мисли, како што сонцето ја топи коцката мраз. Замислете си столб исполнет со огромна светлина, како сончевата, како ви го измива постепено целото тело, како со туш, од главата до прстите на нозете, неколку пати и наблюдувајте што ќе се случува со вашите чувства. Величинствено е, знам. Ќе бидете подготвени за тоа што доаѓа. Како што ви спомнав, доаѓа напорен период. Истовремено ќе бидете исполнети со ентузијазам и ќе имате поддршка, што не значи дека се ќе оди како подмачкано 100% од времето. Мислам, представете си само каков би бил животот ако не ни се појави некаква кривина на патот. Како би научиле нешто ново? Како би се развивале? Како би откриле кој е најдобриот начин да научиме или правиме нови работи во иднина? Кој не поддржува на тој пат, а кој не стопира на патот кон успехот? Ова гледање се прави за да ве потсети да бидете потполно свесни дека секоја препрека со која ќе се соочите ќе води кон вашиот личен раст. Сетете се на ова секогаш кога ќе посакате да се откажете. Вредно е. И на крајот ќе го прашаме таротот што е она што треба да знаеме, а не сме го прашале. Добро е да знаете дека нов и возбудлив период, се мисли на подолг, не само на еден настан, влегува во вашиот живот со сите своји предности и недостатоци. Пречекајте го со отворени раце, драга моја група број 1. Верувајте во себе, верувајте во своите способности и ќе постигнете одлични резултати. Ви благодарам за вашето време и за вниманието. И пишете ми слободно во коментар ако има нешто специфично, нешто посебно кое не сум го покрила, а ве интересира. Ćao! Добре дојде за мојата група број 2. Ви благодарам за вашето внимание
и ајде да видиме што ќе ви се случува во текот на месецот октомври. Убави и пријатни чувства се дел од вашиот живот во овој момент, драга група број 2. Можно е конечно да ви се исполнила некоја голема желба или едноставно да уживате во друштвото на некои луѓе, некакви настани или активности кои го исполнуваат вашиот живот со толку многу задоволства. Важно е дека вие моментално сте среќни, радосни, позитивни, си го обожавате својот живот и се што се случува во него. Уживајте! Септември ви донесе едно важно сознание. Конечно сфативте дека сте силни, паметни и способни, можете да сторите се што ќе наумите и се разбира тоа значајно ви е подобри самодовербата. Согледавте дека имате остар интелект, јасни и остварливи цели, па го остваривте посакуваното. Успехот не ви дојде лесно, но како резултат на напорот, следниот пат кога ќе започнете со работа, независно што и да посакате да работите, знаете дека ќе ви биде многу полесно. Ете така ние растеме во животот, драга моја група број 2. Овој месец ќе работите на тоа да си дозволувате да ги донесете и да ги проследите сопствените тешки одлуки во животот. Вообичаено се раскинувате помеѓу да не се познаваме ние, помеѓу своите опции и бесконечно долго ги вагате за и против стореното, со цел да донесете совршена одлука со совршени резултати. Чекайте сега да ви каже нешто. Вашата Лејди Џи. Драга моја група број 2. Не постои совршенство. И слушнете уште еднаш. Не постои совршенство. Сите ние секогаш растеме. Кога работиме нешто точно, ние растеме. Кога ќе погрешиме, ние повторно растеме. Не постои точно и погрешно, не постои перфекција. Покрај тоа, било која одлука е подобра од неодлучувањето. Така месецов, за да си го сочувате здравјето и мирно да си спиете. Прво одлучете дека ќе ја донесете таа одлука. Ставете временски период, рамка, соберете податоци, размислете во дадениот период и едноставно одберете опцијата која ви делува подобро. И започнете со делување без да погледнувате наназад. Флексибилноста ќе оставиме за некој друг месец. Во овој месец, во октомври, треба да работиме на одлучноста. А јас ќе бидам секогаш тука ако ви затреба некакво разјаснување или дополнително прашање за таротот. Верувам дека веќе длабоко во себе чувствувате дека е време за акција. Веќе научивте толку многу, дури и повеќе од колку што ви е потребно во моментов, и време е целото ваше знаење да го искористите практично. Па, привремено ќе подзаборавите на потрагата по знаење, наоѓање книги, видеа, курсеви и така натаму, и ќе загњурите длабоко во практичните начини на искористување на целото тоа брилијантно знаење што се наоѓа во вашата глава. Без грижи, откако ќе го смените фокусот кон другите нешта, универзумот ќе ви обезбеди се што ви е потребно да продолжите. Потребно е само да го замолите. Универзуму, те молам, покажи ми го следниот чекор и потоа отворете си ги очите. Направете планче и секојдневно штиклирајте по некоја активност за извршена една по една. Искрено, сега гледам дека не сте ни почекале да ве советувам, веќе и самите сте започнале. Дури и да се работи само за составувањето на планот за вашите практични активности.
Тука сум за да ви кажам дека што и да сте започнале е добро и да продолжите да работите во истата насока. Се работи за попрактични активности, нешто профитабилно, а бидејќи се работи за општо гледање, вие самите најдобро си знаете која е таа работа која што веќе сте ја започнале. Секако, не морате сето тоа да го правите сами, па затоа на својата листа запишете било кој што ви паѓа на ум, за да ви помогне во работата, или ако не можат тие самите да помогнат, барем да ви посочат некој кој би можел да помогне. Гледам дека се уште ви треба подучување, бидејќи независно од тоа што сте полни со знаење од областа за која се работи, можно е да ви недостасува некакво практично искуство, па затоа најдете некој да ви помогне, да ви олесни, ако ништо друго, барем со корисен совет. Со следната карта веќе добивам потврда дека не треба да се подпирате исклучиво на сопствените знаења. Значи втор пат истото. Мора да има нешто кое допрва ќе го откриете, нешто кое не може да се најде во книгите или во курсевите кои сте ги поминале. Може да се работи за некакво правило, закон, некаков данок, плаќање, нешто карактеристично за вашиот регион или вашата земја. Што и да е. Отворете си ги очите и прашувајте ги луѓето, ќе ви дојде информацијата. Не мора да поминувате ни се самите. Драга моја група број 2, некогаш ќе мора да се предадете на здрава и напорна работа. И изгледа дека тоа време за вас пристигна. Пречекајте ја со радост, колку и да ви делува дека е напорна. Во секој случај ќе откриете како треба да се изврши и се што ќе ви преостане е да запнете добро, бидејќи тој дел си е за вас, никој друг нема да ви го заврши. Ама знаете што? И успешните резултати ќе си бидат ваши исто така. Па така ќе си имате нешто да очекувате со нетрпение. Мора да го превземете најтешкиот чекор. Мора да започнете. Знам, ако сте прекрасна, вредна и одговорна личност пред се, можно е да сте анксиозни и малку уплашени од непознатото во моментов. Сепак, тој момент е тука и нема бегање. Со секој одложување станува се потешко, бидејќи ви се намалува самодовербата. Само започнете и продолжите постепено да работите. Ви ветувам дека после еден месец работа ќе се чувствувате веќе подобро. Тука сум да ви кажам дека ќе добиете помош. Дали се работи за помош од адвокат, судија, некаков службеник поврзан со правниот систем, или некој што ќе ви ги среди финансиите, или едноставно ќе преземе некаков товар од вашиот грб за да постигнете баланс меѓу приватниот живот и работата, ќе имате поддршка. И тоа во голем степен ќе ви го олесне животот. Самиот факт што некој е тука за вас ќе ви помогне да се намали анксиозноста и да го фокусирате вниманието таму каде што е најмногу потребно. Во вашиот приватен живот навлегува период исполнет со возбудување. Ако сте во врска, моја драга група број 2, ќе чувствувате голема поврзаност, љубов и почитување, високо ниво на единство за најважните работи и леснотија во комуникацијата и споделувањето на нежности. Се изгледа совршено за вас двајцата. Ако сте слободни, октомври е месецот кој добро ќе го запамтите. На вашиот пат доаѓа љубов, бидете подготвени. Престанете да си ги сеете енергијата и вниманието на луѓе и настани од минатото
Оставете ги таму и отворете си ги како очите, така и сите други сетила, бидејќи се што ви доаѓа е прекрасно. Тргнете полека, запознавајте се постепено, отворете си го срцето и секако не го затворајте умот. Ќе уживате, драга моја група број 2. Дозволете ми да ви пренесам убави вести. Вашата кариера ќе процвета во октомври и сето тоа нема да биде само заради вашата мудрост и знаење. Не велам ја дека ги немате. Туку забележувам силно влијание на вашата среќа. Ќе ви се отвораат лесно врати, ќе ви ги даваат информациите на тацна. Пари ќе циркулираат, луѓето што ви треба ќе бидат тука, некојаш дури ќе бидете изненадени. Заслужено ви е сето тоа, драга моја група број 2, честитки. Очекувајте унапредување, добивање нова и подобра работа, долго очекуваното покачување на платата, службени патувања и нови можности за профитабилни проекти. Држете си ги очите отворени и бидете мудри и флексибилни. Имаме совет за вашите врски, а особено за романтичните. Случајно да не ви спомнав да си ги изчистите енергиите од минатото? Како што знаеме, емоциите се природен и неопходен дел од животот, но тие можат и да ви ја деформираат перцепцијата и да ви го замаглат погледот. За да добиете јасна слика, морате да се ослободите од презирањето. Па така каков и да е презирот кој ви го труе срцето, па и мозокот, драга моја група број 2, отпуштете го, веќе не ви треба. Ако сте овде и го гледате ова видео, сосема сте свесни дека другите луѓе не ви ги прават работите вам, туку дека се што прават е за вас. За да си ги отворите очињата, да размислите за ефектот на огледало и каква е вашата улога во некоја ситуација, да ја усвоите лекцијата, да отпуштите и да си продолжите со животот. Затоа ве молам, исчистете го презирот, за да се ослободите од него и да не влијае врз вашата следна врска. Не би сакале да заврши и таа на истиот, или можеби на уште полош начин, така? Ако тоа не сте го средиле досега, ве молам да го направите. Драга моја група број 2, конечно ќе научите како се станува мајстор на креирањето. Сите тие часови на посветено внимание кон личниот раст ќе ви се исплатат. Високата вибрација која ви е постигната не само што ќе ви помогне вам и на вашето богатство, туку ќе влие позитивно и на вашата околина и ќе бидете среќни кога ќе забележите како вашите најдраги и блиски луѓе уживаат во својот најубав живот. Тоа ќе ви инспирира уште повеќе да се фокусирате на изобилството, секогаш да бидете дел од решението, а не од проблемот. Едноставно ќе си признаете дека сте станале добра и дарежлива личност, срцето ќе ви биде отворено и ќе давате со љубов и почитување на вашите луѓе, а и тие вам ќе ви возвраќаат на истиот начин. Прекрасна рамнотежа. Пред да завршиме со гледањето, мора да постои нешто кое не сме го прашале, а е важно да го знаеме за месецот октомври. Да, некои луѓе, некои настани, некои процеси ќе го напуштат вашиот живот, дури ако биле во него само во форма на енергија спремна да се материализира. Се работи за добра енергетска хигиена. Се што мора да се замине, ќе си замине. Сватете дека нови нешта ќе навлезат во вашиот живот само откако ќе расчистите со претходниот циклус
настаните, луѓето, што и да е тоа што треба да се заврши. Создадете простор за нови, возбудливи авантури преку расчистување на она што веќе не ви е потребно. Научете вакви постапки и научете како сето тоа да ви оди полесно и да го пречекувате непознатото без страв. Сето тоа е веќе во вас и вашата душа знае дека сте способни да го извршите. А ако ви треба било какво разјаснување, ве молам да ми пишете во коментар, ќе ви помогнам со задоволство. Тоа е се за денес. Се гледаме наскоро, драга моја група број 2. Време е да посакам добредојте на групата број 3. Ајде да видиме што ве очекува во октомври. Драга моја група број 3. Гледајќи ги вашите карти, сваќам колку животот знае на моменти да биде непредвидлив и да флуктуира во различен степен. И сето тоа е за добро да знаете. Во моментов сте самоуверени, здрави и силни, очигледно е дека добро ви оди во животот, особено односите со другите луѓе ви се хармонични, па сосема е природно да бидете среќни и релаксирани. Уживате во секојдневниот живот и секој нов ден го очекувате со радост. Минатиот месец во септември сфативте колку е важно да имате покрај себе партнер, независно дали се работело за колега, романтичен партнер, а можно и двете истовремено. Имавте потполна поддршка, знаевте дека имате на кого да се подпрете, а секако и тие да се подпрат на вас исто така. Убавите, урамнотежени врски како вашата се прилично ретки во денешно време и треба да бидете среќни и горди и да си ја зачувате оваа заедница, бидејќи е навистина скапоцена и важна, што верувам дека веќе ви е добро познато. Веќе имате постигнато стабилна финансиска структура, иако морам да ве опоменам да се ослободите од нервозите и стравот, ќе имате доволно како за денес, така и во иднина, драга моја група број 3. Ве гледам дека веќе сте биле некаде на одмор или сте на кратко патување, така што знам дека сте си ги наполниле батериите и спремни сте да се вратите на својата работа и дневните обврски. Во претходните месеци веќе имате завршено најтешката работа на воспоставување на нов проект, тоа прекрасно време кога сте исполнети со инспирација, енергија и страст за новата активност и поставување на се на свое место, за да можете потоа да градите врз таа основа. Тоа е особено тежок период, но гледам дека веќе се наоѓа позади вас. Ми се чини некако дека романтичниот живот не ви е баш пријатен и успешен. Знаете како е тоа, постојат циклуси, периоди во животот, кои се случуваат судбински, со цел да научиме некои работи и тие едноставно не можат да се одбегнат. Секако, заради тоа што не се пријатни, најголем дел од луѓето бараат начин да ги избегнат. Ако сте доволно мудри и сте сретнале веќе неколку слични ситуации, добро знаете дека избегнувањето не е вистинското решение. Ќе ве чека трпеливо истата таа ситуација. Во меѓувреме, ќе ви порасне стравот и анксиозноста од неа и ќе се таложи во вашето прекрасно тело. Не давајте толкова важност на ова, сватете само дека е тука извесен период, бидете трпеливи, кажете повели во мојот живот и гледајте што ќе се случува понатаму. Не се замарајте со тоа колку долго ќе трае, ќе заврши кога ќе бидете подготвени за тоа. Подоцна ќе ви стане јасно и зошто. Избегнувајте да ја градите иднината врз основа на вашите надежи и соништа.
Ова се однесува исклучиво на сегашната ситуација. Секако дека со ништата водат кон подобар живот. Во моментов, тие би ви создале само одложување кое воопшто не ви треба. Дозволете работите да бидат такви какви што се. Бидете свесни дека и ова ќе помине. Ќе стекнете мудрост од ова искуство и подготвеност врз таа основа да си ја градите иднината. Опуштете се, дишете и работите ќе се променат за кратко време. Само држете си ги очињата отворени, а исто така и умот, за да го научите тоа што е потребно да го научите во овој момент. Целиот стрес може, ако му дозволите, да влие врз вашата финансиска, па можно е дури и врз вашата здравствена состојба. Доколку чувствувате потреба да консултирате стручно лице од било која причина, ве молам, сторете го тоа што поскоро. Инаку, само бидете свесни и знаете дека се што ви се случува е за ваше добро. Дури и да не ви е јасно како и зошто е тоа во сегашноста. Мора да им дозволите на чувствата да испливаат на површина. Најлошо нешто е да ги потиснувате чувствата, само ќе се натрупаат во телото и по некое време ќе доведат до болести. Така, ако целата ситуација ве прави тажни или разочарани, па може би и налутени, не го потиснувајте тоа. Пишувајте дневник, плачете, врискајте во перница ако морате, посетете стручно лице ако не можете самостојно да се справите со ситуацијата. Разговарајте со пријател, ако постои таков на кој можете да му верувате, ама ова мора да го сторите ако сакате да се заштитите себе си. Гледам дека ќе се појави силна личност во вашиот живот, најверојатно се работи за маж. Ова е општо гледање со поширок круг на луѓе, затоа слободно одберете тоа што е најсоодветно за вас. Се работи за некој мудар, силен и влијателен лик кој знае како да ви помогне. Може да се работи за професионалецот, кој го спомнавме претходно, кој да ви паѓа на ум додека го следите гледањево, најверојатно е тој. Важното е дека ќе имате поддршка, дека нема да бидете оставени сами. На овој начин ќе научите да се соочувате со ситуацијата и да излезете од неа како победник. Секогаш после дождот доаѓа сонце, ве молам да го запамтите ова. Во животот треба да научите дека секогаш околу вас ќе има некаква конкуренција, независно дали се работи за приватниот живот или за кариерата. Што да се прави? Имајте силна слика за тоа кои енергии сакате да ги имате во својот живот. И постепено движете се кон нив. Некогаш не можете едноставно да прескокнете од едниот крај на другиот крај на спектарот на енергии. Не можете од разочарана, депресивна и плачна состојба да станете разиграни, среќни и полни со љубов. Можете да на интернет да ја побарате сликата на вибрацијски енергетски нивоа, за да научите низ кои чувства треба да поминете за да стигнете таму каде што сакате да бидете. И не се откажувајте од тоа за ништо и за никога на светов. Тоа што ќе ви се случува во животот ќе биде исто со енергијата која ја поседувате. Сега да видиме за љубовта. Советот за љубовните врски е следниот. Прифаќањето е клучот за вашиот внатрешен мир. Некогаш мора да ги прифатиме работите какви што се. Нема смисла да се обидуваме да промениме работи кои се надвор од нашата контрола. Точно за тоа изборувавме претходно. Одговорни сме и можеме да ја промениме само сопствената енергија. Затоа работете на тоа, за универзумот да се погрижи за останатото. Таа особа што е во ваша близина или ќе се промени самата, кога вие ќе се смените, или ќе се замени од вашата околина.
како и да ви делува тоа во дадениот момент, набрзо ќе сватите дека понекогаш се работи за вистински благослов. Во меѓувреме, заради сите тешкоти со кои се соочувавте, ќе созреете толку многу за кратко време, што откако ќе сватите колку многу сте постигнале, ќе организирате забава. Оваа прослава си ја имате заслужено и ќе имате поддршка од луѓето кои ве сакаат и кои ви се блиски. И конечно, ајде да го прашаме Таротот дали има уште нешто за кое не сме прашале, а треба да го знаете за месец октомври. Треба да знаете дека време е да им ја затворите вратата на некои луѓе или на некои работи кои не се најдобри за вас. Јасно се гледа дека тоа што ве очекува во иднина е толку многу подобро и вреди на тоа да посветите и време и труд. Веќе сте ја научиле лекцијата, а може некој од вас треба да размисли малку за тоа. Ама време е да се замине. Расчистете со нештата и започнете прекрасно, возбудливо, ново поглавје во вашиот живот. Ја заслужувате целата среќа во животот, драга моја група број 3. А доколку ви е потребно било какво разјаснување или имате потреба од нешто попрецизно, поставете прашање на Таротот. Слободно пишете, ќе ви одговорам. И со ова го заокружуваме гледањето. Се гледаме наскоро. Чао! Мои драги пријатели, тоа е се за денеска. Ви благодарам за вниманието. Исто така ви благодарам за целата ваша поддршка на каналот на Таротот на убавото изненадување. Секако, знаете што следи вообичаено. Ако ви се допадна видеото, ве молам да го споделите со пријателите, да ставите лайк и да го заследите каналот, што значи да стиснете на subscribe и на звончето. И ќе се видиме наскоро. Чао!